Благодарам. Почитувана колешка, некој ве информирал, ама не ве доинформирал. Кој е тој што ќе изработува проектна документација? Се работи за локален пат? За магистрален пат? Кој е тој што ќе изработи? Колку средства се обезбедени за проектна документација? Проектната документација ќе ја чекаме цела 2019 година. Кога ќе се изработува ова обиколница? И друго нешто, јас воопшто не го споменав патот Прилепско езеро. Меѓутоа, за жал, со овој проект кој што го најавивте, сега вие го потврдивте на ова собраниска говорница, на оваа комисија, мислам дека треба да се позанимаваат и органите, институциите на системот, како всушност го реализирате овој проект или овој проект е една голема лага. Како што кажавте, тој кошта, мислам, 18 милиони. Така? Како? 20 милиони денари, од кои што напоменавте, а исто така и во изјавата на градоначалникот, стои 10 милиони денари дека се од државата пари. Така, уште 10 милиони денари од локалната самоуправа. Почитувана колешка, овој проект го разговарав и со министерот за транспорт и врски, и токму министерот за транспорт и врски се чудеше на изјавата која што е дадена. Се работи за регионален пат и општината не смее да вложува, да дава пари за регионални патишта. Ако тоа го направила, а не го направила, значи јас сум сведок дека не се работи таму, тоа е само една лага која што добро звучи, ама гледаме дека и лагата не се реализира. Меѓутоа, ако еве прави проект и ако случајно во регионален пат ги вложува средствата, тогаш институциите на системот треба да се позанимаваат со одлуката на Советот или со одлуката на градоначалникот како вложува во регионални патишта локална самоуправа. Не сме и треба да одговара ако тоа го прави. И треба ова да го знаете. Благодарам.